Секогаш кога стојам на ова место, сакам да му благодарам на Бога што ми укажува една ваква можност да тој се послужи преку мене. Но воедно чувствувам и одговорност да ја изнесам Божјата реч на правилен начин, онака како што сака Господ да го каже. Ова порака сакам да ја споделам со вас како со луѓе кои што работат и кои што во иднина ќе работат за Бога. Односно, ќе работат за црквата и ќе се соочат со работа со нежни и слаби луѓе. Тоа е една работа, а друго, јас би сакал оваа порака да допринесе, кога работиме со тие нежни и слаби луѓе, како да ги направиме што подобри христијани во нивниот живот. Ајде на почетко да се вратиме 2000 години наназад. Кога зборувам за Исусовата смрт и неговото судење, постои еден редослед на настаните, ако читаме. И ако ги отворите Евангелијата, ќе го видите тој редослед на настаните. Ајде малку да се присетиме на тоа. Исус ја јадел пасхалната вечера. Потоа Исус каде заминува? Заминува во Гециманската градина. Во Гециманската градина се случило апсењето на Исус. Дошле војниците, го апсиле Исус, потоа учениците што? Се разбегуваат. Исус заминува каде? Односно Исус каде го водат после тоа? Исус го водат кај Ана. Ана бил бивши првосвештеник. Прво бил кај него. Сигурно се уште уживал посебно влијание помеѓу тие луѓе. После тоа Исус оди каде? Кај Кајафа. Односно пред Синедрионот. Односно Кајафа бил управувал со Синедрионот. После тоа наутро Исус оди кај Пилат. Тоа е петок наутро. Потоа оди кај Ирод и повторно се враќа кај Пилат. И потоа следи распнувањето. И тоа е тек на настаните, и ако ги отворите Евангелијата, ќе видите еден таков тек на настаните. Но интересно е дека Марко, евангелистот Марко, не го прати тој тек на настаните како што другите евангелисти го прават тоа. И Марко е нешто поинаков. Јас би сакал на почетко да го чуеме тој текст, а тој се наоѓа во Марко 14 глава, 48 до 52. Да ги отвориме Библиите, оние кои што носат. Значи Марко 14 глава одиме, читаме од 48 до 52 стих. Исус пак одговори им рече: излеговте како на разбойник со мечеви и стапови за да ме фатите. Секој ден бев при вас во храмот и поучував, но не ме фативте. Но писмата треба да се исполнат. Тогаш сите го оставија и се разбегаа. А по него одеше еден млад човек, наметнат со платно на голото тело, и го фатија него. Но тој го остави платното и избега гол од нив. Избега гол од нив. Сега, гледате ли нешто во овој текст дека го ремети тој редослед кој што го пратат другите евангелисти? Го гледате ли овој младич? Пак читам, 51 и 52. А по него одеше еден млад човек, наметнат со платно на голото тело, и го фатија него, но тој го остави платното и избега гол од нив. А по него одеше еден млад човек, очигледно не бил Исусов ученик. Зошто Марко во еден ваков тек на настаните го внесува тој настан за некој си младич кој имал платно, па побегнал од таму. А потоа продолжува тој редослед во 53 стих. Зошто овој текст во овој редослед? Кој е воопшто тој младич, а не бил Исусов ученик?
Текстот кажува некој си младич. А учениците веќе се разбегале. Ако земете да прочитате што кажуваат коментаторите за тој младич, повеќето коментатори се сложуваат дека тој младич бил самиот Марко. Со други зборови, тешко дека на некој тоа би му останало во умот и како важно да го запише, ако не бил самиот он кој го доживеал тој настан. И затоа ќе кажат коментаторите, веројатно дека тој младиш бил самиот Марко и дека само нему тоа му било битно да го стави во Евангелието. Може една мала дигресија. Јас имам еден пријател кој што порано многу живеевме, сега е настрана во странство, но сепак кога ќе си дојде, сигурно продолжува тоа пријателство. Тој сакаше многу да се фотографира. И кога би отишол на некој патување и кога би стигнал назад, кога би се вратил, би не собрал другарите и тогаш ќе почнеме да ни ги презентира тие фотографии. И тогаш почнува вака. Ова е кога влегуваме во автобусот. Ова е сега кога сме во автобусот. Сега гледайте како кога излегуваме од автобусот. Тоа воопшто нас не интересира. Нас не интересира каква е природата, каква е плажата ако се однесува тоа на море, каков е хотелот и така натаму. Но за него е битен секој настан, секој момент. Знаете ли зошто? Затоа што самиот тој е актер во тоа што се случува. Па и влегувањето во автобусот на човекот му е живописно. И она друштвото во автобусот и излегувањето. Затоа јас се сложувам со коментаторите дека веројатно Марко бил овој младич. Затоа што само за него тоа било важно и битно. Затоа што сам бил тој актер во овој настан. Сега, ајде малку да направиме една рекапитулација на тој настан. Ако земеме во обзир дека тоа навистина бил Марко, ајде да покушаме да видиме што тогаш навистина се случило. Многу е веројатно дека таа горна соба, вие знаете дека Исус јадел паскална вечера во горната соба. Многу е веројатно дека таа соба била во Марковиот дом. Ако одите малку подоцна во делата на апостолите таму, можете да видите дека црквата била навистина во каде? Во Марковата куќа. Таму Петар кога бил во затвор, црквата се молела за него. Многу веројатно е дека самата горна соба била во Марковата куќа. Исус јадел паскална вечера. Марко легнал да спие, се соблекол за спиење. Го земал тоа некое си платно со кое се покрил. И Марко во текот на ноќта наслушнал некое шушкање, некои гужви во куќата. Луѓето излегуваат од куќата, а тој радознал да види што се случува. Пошто се спремал за спиење, го земал само тоа платно и го ставил врз своето голо тело и се упатил по нив. Вие знаете, Исус се упатил во Гециманската градина. Дошле во Гециманија. Потоа дошле војниците, дошло до апсењето. Дошло до гужва. Марко јаден се нашол во сета таа гужва. И го зграбиле Марко во еден момент, но некако успеал да се оттргне. И веројатно тоа платно останало во рацете нивни. И Марко побегнал гол. Еден професор Радко Стефановиќ кажува, кога сакал да го окарактеризира овој младич, кажал, овој младич кој сака секаде да го пика својот нос, кога ќе сгусне, тогаш гол трчи низ Ерусалим. Сега, ајде, ова утро малку да се позанимаваме со карактерот на Марко. Да видиме дали Марко навистина бил таков.
Дали Марко бил навистина таков? Ако Марко таков, редно е да видиме и други текстови во Библијата кои што зборуваат во прилог на неговата личност. И ќе ве повикам на еден друг текст, а тоа е Дела на апостолите, 13 глава. Е запишано првото мисионерско патување на апостол Павле. Апостол Павле, заедно со Варнава одлучиле да го проповедаат Евангелието. Каде? На незнабожците. Да се шири Евангелието во незнабожечкиот свет. И знаете ли кој го повел? Кој бил со нив? Кој бил со нив? Марко. Марко. Се кажува одат Павле, Варнава и Марко на првото мисионерско патување. Меѓутоа нешто многу брагу се случило на тоа патување. Ајде сега да го отвориме 13 стих од 13 глава Дела на апостолите. 13 глава, 13 стих, а таму пишува: А Павле и неговите придружници отпловија од Пафос и дојдоа во Памфилијска Пергија. Тука Јован се оддели од нив и се врати во Ерусалим. Се врати во Ерусалим. Овој Јован е Марко. Овој Јован е Марко. Тоа покасно преку текстовите ќе го видите дека тој имал две имења. Јован кој го викаат Марко или Јован со надимак Марко. Тоа е една те иста особа. Ние не знаеме зошто, но Марко нив ги напушта. Марко нив ги напушта. Ако израчунате на картата колку долго било тоа мисионерско патување, ќе видите дека тоа од прилика било околу 2200 километри. 2200 километри. Толку тие патувале. И она што морам да го кажам е дека во тоа време било многу тешко да се патува, затоа што немало авиони, немало возови. И секој човек бил потребен. Спиење на отворено, припрема на храна, секој бил потребен за тимот. На секого рачунале. Марко многу бргу ги оставил. Тие тргнале од Антиохија и тука кај Перга, после Кипар, значи многу бргу, Марко се одвоил од нив и се вратил во Ерусалим. Не знаеме зошто ги оставил. Павле ова нема да му го заборави. Павле ова нема да му го заборави. Павле ќе биде толку навреден затоа што Марко ги напуштил. Но кога требало да дојдат да појдат на второто мисионерско патување, само одиме неколку глави понатаму, одиме во 15 глава, Делата на апостолите 15 глава. Повторно сакаат да ги обиколат и да ги посетат тие цркви кои тогаш ги основале претходно. Повторно е тука Павле, тука е повторно Марко и знаете ли кој е третиот? Повторно Марко. Повторно Марко. И Марко кажува: јас сакам да идам со вас. Ајде да ги прочитаме тие текстови. 15 глава, 37 до 40. А таму пишува: А Варнава сакаше да го поведат со себе Јована, наречен Марко. Ево го, тој стих. А Павле сметаше дека не треба да го водат оној кој се одделил од нив во Памфилија и не беше пошол со нив на дело. И дојде до расправа, така што се разделија еден од друг. Варнава го зеде со себе Марка и отплови за Кипар. Павле го избра сила и тргна предаден на браќата од Господовата благодат. И сега кога повтор пат Марко рекол: јас сакам да дојдам со вас, Павле кажува: никако, никако. Оној кој не продолжи и таму не остави на цедило и моравме сами да одиме илјадници километри, него веќе не го водиме со себе. Но Варнава вика: треба да го поведиме со нас. И овде текстот кажува дека настанала што? Голема расправија. Како бисте постапиле вие?
да покушаме да се ставиме во обувките на Павле и Варнава. Како ќе постапите вие во ваква ситуација? Дали ќе го поведете со вас Марко? Кратко. Ќе го поведете ли со вас Марко? Добро. Земете вака еден пример. Да речеме дека треба да го носите Евангелието од Кавадарци до Загреб. Од прилика тука некаде натаму и нааму околу 2100-2200 километри. Треба да го однесете Евангелието да се обратат луѓе. Сте земале со вас одредена особа, а сте го земале и Марко. И сте тргнале. Секој човек е потребен. Марко многу бргу ве остава. Другиот пат сакате повторно да одете Загреб, да ги посетете оние цркви и да го однесете Евангелието. И Марко кажува, и јас сакам да дојдам. Повторно. Дали ќе го понесете? Да бидеме искрени. И ова предизвикало така голема кавга помеѓу Варнава и Павле, но може би во нашиот превод и толку не го осеќаме тој нивни сукоп. Но да речеме во грчкиот јазик, ова чисто извор, сигурен ги прашав оние кои што беа тука, черката и мајката од Солун. Што значи всушност таа расправа? Да речеме во грчкиот, кога ќе го земе грчкиот јазик, тогаш овој збор расправа по грчки е параксисмос. И ги прашав што значи тој збор. А параксисмос, они ми одговорија, е многу остар збор. Тоа е жестока расправа помеѓу Павле и Варнава. Заради кој? Заради Марко. Да речеме во некои други текстови тој збор параксисмос, самиот Павле го користи во Коринќаните 13 глава. И кажува, кој има љубов, агапе љубов, не се однесува непристојно, не го бара своето, не кажува параксисмос. Тоа е тој грчки збор. Не се лути, не мисли зло. Значи, со други зборови, кој има љубов, нема параксисмос. Толку е тој остар збор за караници. Се кажува уште и дека во медицината во тоа време тој збор се користел да означи грчење на мускулите или висока температура. И сега кога проучувате преку грчкиот текст, тоа значи дека на апостол Павле му се променило лицето, притисокот му се качил кога чул за Марко, дека повторно сака со нив да оде на ова мисионерско патување и дека повторно ќе ги остави. Многу жестока расправија тоа било помеѓу Павле и Варнава. Така да тука се разделиле. Варнава отишол во Кипар, а Павле се спуштил долу во Сирија. Значи скоро во диаметрални различни правци. Како резултат на што? На параксисмос. Кој постапил правилно? Кој постапил правилно? Дали Павле или Варнава? Варнава. Затоа што му дал втора шанса. Јас имам едно длабоко убедување дека Варнава правилно постапил во оваа ситуација. Зошто тоа го тврдам? Затоа што покасно ќе видиме Марко се променил. Покасно ќе ги читаме тие текстови. Ајде, каде ја гледаме таа негова промена? После ќе видим покасно малку во другите текстови. И на прашањето кое сакам да го поставам ова утро, што би станало со Марко ако оној ден не бил тука Варнава? Што би станало со Марко ако оној ден не се нашол тука Варнава? Да не бил Варнава, кој ќе поверува во него? Кој ќе му даде втора шанса? Кој некако ќе му ја врати самодовербата? Што би се случило тогаш со Марко? Знаете ли што значи името Варнава? Син на утехата. Син на утехата. Тоа е неговото име. Варнава го живеел неговото
неговото име. Вие знаете, во Светото писмо често името ги означувало карактерите на луѓето. Но и луѓето кои што имале спротивен карактер наспроти нивното име, па во многу случаи и ги менувале своите имења. Тоа е убавината на еден човек, да биде син на утехата. Да биде син на утехата. И тоа да биде за луѓето кои биле во проблеми и неволји. Самиот Павле, драги браќи и сестри, заборавил дека некогаш и него му требаше поверение. Дека и тој некогаш бил Марко. Вие знаете, ако се вратиме во минатото, како Павле се обратил? Како Павле се обратил? Отишол таму во Дамаск. Да ги апси кој? Христијаните. И на патот во Дамаск му се јавува Господ Исус Христос. Постанал христијанин. Чудно откровение. И што направил тогаш? Отишол во црквата. Каде отишол? Кај учениците. И што се случило тогаш? Што кажува текстот Дела на апостолите 9 глава? Да го најдеме текстот 9 глава од Дела на апостолите. 26 стих го читаме. 9 глава, 26 стих. А таму пишува: а кога дојде во Ерусалим, се обидуваше да му се доближи на учениците, се зборува за Павле, но сите се боеја од него, зашто не верува дека е ученик. Зашто не верува дека е ученик. Пазете сега, нему му било потребно поверение од луѓето, на Павле. Не било лесно да му веруваш на Павле, кој до вчера ги убивал христијаните. Бил таму и при каменувањето на Стефан. А требало сега во Дамаск што да прави? Да ги апси христијаните. И сега учениците се тргаат од Павле. Се тргаат. И сега одеднаш Павле доаѓа онака, како во црква, пред учениците. Убаво дотеран, наконтан. И сега учениците се тргаат од Павле, не можат да му веруваат на Павле. И кој тогаш доаѓа на сцена? Повторно Варнава. Да го видиме следниот стих, 9:27. 9:27, продолжуваме од Дела на апостолите. Тогаш Варнава го зеде и го одведе при апостолите и им раскажа како патем го видел Господа и дека му зборуваше и како во Дамаск проповедаше смело во Исусовото име. Повторно овде е Варнава. Гледате како Варнава, синот на утехата, му верува на луѓето, му укажува поверение на Павле, верува во неговата приказна и го доведува кај апостолите. И затоа апостол Павле е примен во црквата. Сега, со еден таков човек, Павле влегува во параксисмос, во расправа. Знаете, оние не биле безгрешни, зборувам за апостолите. Тој со Варнава влегол во параксисмос и се разделиле, затоа што не сакал да му укаже поверение на Марко. А нему некојаш му требало поверение, а тоа тој го заборавил. Јас постојано ќе го поставам истото прашање. Што би било ако Павле, ако не бил тука Варнава? Што би било со Павле ако во тој момент не го изнесил пред учениците и не им раскажал што навистина се случило кај Павле? Дали Павле би бил голем мисионер? Дали Павле би напишал 14 посланија? Дали би ја имале теологијата за оправдување со вера? Може би ќе речете сега, па некој друг ќе бил тоа. Тоа бил Павле и Варнава имал удел во тоа, верувал во него, го довел кај апостолите. Јас овде гледам како Бог го користи Варнава, таму каде што е најпотребно, таму како да го става во оние клучни моменти да Варнава го искаже својот карактер, синот на утехата. Како да го ставя, да го укаже својот карактер и да им укаже поверение на луѓето, токму
кога им е потребно. И сега се случува овде расправија. Сега, она што треба да го кажеме за Марко е дека Марковата промена била неверојатна. Што би било со Марко, ако не би бил Варнава? Гледајте овде еден текст. Читаме, да отвориме и добро да запазиме. 2 Тимотеева. Ајде да ја најдеме 2 Тимотеева. Читаме 4 глава, 11 стих. 2 Тимотеева, 2 Тимотеева, 4 глава, 11 стих, а таму пишува: само Лука е при мене. Земи го Марко, зборува Павле тука, земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е полезен за служба. Зашто ми е полезен за служба. Кој Марко е добар за служба? Оној кој што ги оставил на цедул или оној кој што трча гол низ Ерусалим кога ќе загости? Кој Марко е добар за служба? Кажува самиот Павле, доведи го Марко, он ми е добар за служба. Каква промена кај Марко? Каква промена кај Марко? Теолозите кажуваат дека 2 Тимотеево послание е последното послание на апостол Павле. Пишува на истата година кога тој е погубен. Кога е погубен во Рим од страна на Нерон. И тој во самото послание кажува дека времето му дошло, дека времето му е многу близу за умирање. И се кажува дека луѓето пред самата смрт, кога знаат дека му е времето за умирање, знаете ли кои ги се обираат околу себе? Кои ги викаат околу себе? Оние кои што посебно изначат. Оние кои што им се најблиски. Ова можам да дадам еден пример, за жал човекот не е сега помеѓу нас живите. Брат Стево, од кога почина, после некоја 1 или 2 седмици, со сестра Анџа се сретнавме, вика, толку во последно време пред да умре беше предаден на Бога и последното најшто го направи пред да умре, ми вика, последната ден ги собра керка му, Џоке и сите внуци и мене. И на секого имаше што да им каже, како да ги посоветува, како понатаму во животот. Сега, кога Павле знае дека времето за умирање му дошло, кој он го повикува? Кажува, доведете ми го Марко. Зашто тој ми е полезен, зашто тој ми е добар за служба. Тој сака да го види кој? Марко. Каква само голема промена настанала кај Марко. Традицијата кажува дека после Павловата смрт Марко работел со Петар во Рим и веројатно од Петар слушал за Исусовиот живот и го напишал, така го напишал Евангелието. Тој не бил ученик, не учел, но учел од Петар. И традицијата кажува дека по смртта на Петар самиот Марко го превземал водството во црквата во Рим. Кој Марко? Оној кој што ги напуштил во Перга, што не можел да издржи кога ќе сгусне и се враќа назад. Тој Марко постанува водач на црквата во Рим. Што би било со Марко ако не би бил Варнава? Ако не би бил Варнава да му даде поттик, да му даде втора шанса. Еден цитат кажува: кога верувате во луѓето, тие можат да го направат она што се чини невозможно. И тоа е живо искуство на Марко. Марко направил нешто што во тој момент било немогуче да се очекува од еден таков млад човек. Но сето тоа што некој, зошто? Што некој верувал во него, што му ја вратил самодовербата, што му дал втора шанса. Колку, прашање, колку вие сте спремни, прашање за ова утро, колку сте вие спремни да им укажете поверение на луѓето околу вас? Знаете, најлесно е да му укажеш поверение
на оној кој што се докажал веќе. Дали имате проблем со тоа? Ако некој е докажан проверено, да му кажете поверение. Има ли проблем некој? Знаете дека нема да ви изневери тој. Па и јас можам да му доверам каква и било работа, затоа што имам поверение. Затоа што тој е докажан и знам дека ќе го исполни моето поверение. Јас немам никакви проблеми со такви луѓе да им окажам поверение. Многу е потешко да му укажеш поверение на некој кој што не се докажал. Значи не знаеме како тоа ќе излезе. Тоа е ризик. Тоа е ризик. Значи многу е потешко да му укажеш поверение на оној кој што не се докажал. Може уште една мала дигресија. Ние сега сме дошли до ситуација да напишеме еден проект за градот Кавадарци. Да видиме дали би не поддржале финансиски се со цел за добробит на граѓаните на Кавадарци. Кога сме ги видели тие точки што се захтеваат од нас, една од точките е кој проект сме го направиле до сега и кои се резултатите од сето тоа. И ние немаме ништо. И сега ние пишуваме и велиме, ако го добиеме тоа, тоа ќе биде Божјо чудо. Божјо чудо. Светот бара докажани луѓе, проверени луѓе, кои нешто направиле и тогаш ќе добијат. Така функционира светот, функционираме така и ние. Најтешко е да му укажеш поверение на некој кој во е изневерил. Не некој кој не е докажан само, туку кој лично ве изневерил. Тоа е најтешко. И ова искуство на Павле, токму тоа го кажува, дека тоа е многу тешко. И кога требало да му укаже поверение на Марко кој го изневерил, било многу тешко за него и одлучува да го земе со себе сила. Сега да ве прашам нешто. Дали Бог има поверение во нас? Има ли Бог поверение во нас? Дали Бог ризикува со тоа? Дали Бог ризикува со тоа што има поверение во нас? Ајде само да го земеме во обзир проповедањето на Евангелието. На кого Бог му го доверил проповедањето на Евангелието? На кого? На кого? На сите нас. Тебе и мене. Дали Бог ризикува со тоа? Што на нас ни го доверил завршетокот на делото на оваа земја. И тоа како ризикува, драги браќи и сестри. Дали ангелите подобро би го испроповедале Евангелието? Може би да. Ако Бог ги пратил ангелите, може би они подобро би го завршиле делото. Но Бог не оставил и ни ги доверил тебе и мене, луѓето. Ние да учествуваме во радоста на спасението на другите. Но ризикува со нас. И јас колку пати сум го изневерил, Господ. Ме повикал да одам некаден. А јас не велам дека не е потребно, имам фамилија. Жената оди и чисти го подрумот, ајде да одиме на гости, ајде детето однеси го ваму, купи му ова на детето, купи за дома ова. Секогаш нешто наоѓа ми како да ме е оправдување тоа. Колку пати сум го изневерил, Господ, а Бог ме пратил да го проповедам Евангелието. Ризикува ли со мене? Ризикува ли, ќе извинем сега Расимчето, ризикува ли со Расим што е толку млад, а му доверил да проповеда? Да ги земеме да речеме текстовите од Елен Вајд каде кажува дека Исус требало уште одамна да дојде. Има ли такви текстови? Имаме ли прочитано? Има. Но црквата не ја исполнила доверената работа на оваа земја. Значи, она што ни го поверил Бог, ние тоа не сме го сработиле и затоа Исус не дошол. Ризикува ли со нас Исус? И Исус чека да го завршиме делото на оваа земја. Иако сме го изневериле, тој и понатаму има поверение, драги браќи и сестри. Стотици или адапати го имаме изневерено. Но тој дава се одново и одново шанса. До кога? Да се запрашаме.
тој и понатаму има поверение во нас. Значи и понатаму верува. Се уште Евангелието е во наши раце, драги браќи и сестри. Сега, гледате како Бог верува во нас. Така и ние треба тоа да го практикуваме во нашите меѓучовечки односи, да бидеме многу внимателни со луѓето. Ако еднаш ни изгреше нешто или лош збор, настрана збор да ни каже, одма го осудуваме и веќе поверението за него, дури ќе го раскажем на сите. Каков? Никаков втора шанса да му дадеме. Се со резерва само понатаму ќе одиме со тој човек. Па кажав, сгрешив, во тој момент сум бил таков, кога ја увредив сестра Маре, кога цркав. Во тој момент сум бил јас тоа, не сакам да се управам. Токму јас сум бил во тој момент. Не е тоа да нешто дошло. Но дали сестра Маре треба поверение да има, уште еднаш да ми даде, или уште не знам колку пати. Имаш и поверение да ми дадеш шанса, сестра Маре? Да. Да се молиме на Бога, посебно во ситуација кога некој не изневерил, да бидеме како што е Бог спрема нас и да се огледаме на Варнава, да го имаме тој карактер, да се молиме за тој карактер. Се кажува за едно истражување кое се спроведило во Америка, односно еден свештеник одлучил да посети еден затвор, да направи едно лично истражување, да види зошто затворениците дошле во затвор. Што е тоа што влијаело во минатото, што довело да дојдат тие затвореници во затвор. И многу е интересен резултатот од неговото истражување. И тој кажува дека родителите на 90% од затворениците му викале че завршиш во затвор, че завршиш во затвор, и завршили во затвор. Наместо родителите да ги храбреле своите деца, да веруваат во нив, тие остро ги критикувале и завршили во затвор. Многу интересно истражување кога станува збор за родителите. Но тука можеме да додадеме општо и за нас, и за нашата работа. Во црквата со грешните и слабите луѓе. Денес, утре, ќе работиме со луѓето. Не е сработена работата која што ни е доверена, но јас сум должен пред Бога да работам, да ги храбрам тие луѓе, да верувам во нив и да им ја враќам самодовербата и покрај тоа што ми изгрешиле, можеби и не знам колку десетици пати. Да им дадеме втора шанса, да им дадеме да одат понатаму во проповедањето на Евангелието, се додека не го завршиме делото кое што заеднички и со сила пропратено од Бога можеме многу подобро. Тоа им е најважно на луѓето од нив, да го осетат тоа поверение, за да би можеле да се менуваат и еден ден да го направат она кое во тој момент им се чинело невозможно. Ајде на крај да прочитаме едно живо искуство. Завршуваме со едно живо искуство. Бен Карсон. Имаме ли слушнато за него? Има и книга. Ајде на крај да завршиме со ова искуство. Инаку Бен Карсон е познат неурохирург во Америка. Познат е по тоа што прв раздвоил сијамски близнаци. Значи прв раздвоил сијамски близнаци и е адвентист. И пред него имало раздвојување на сијамски близнаци. Но Бен Карсон бил првиот кога и двете близнаци останале живи. И претходно било раздвојувале лекари, но секогаш или двете умирале, дечиња, или едното останувало живо, едното умирало. Тој е тоа првиот кој што двете бебиња останале живи. Затоа е многу познат и е врхунски неурохирург во Америка. Тој од председателот Буш добил многу признанија и медали. И тој тоа време го одржал својот последен говор за време на молитвениот појадок, тоа било во февруари, кој што го организира председателот на Америка. Тогаш во тоа бил
во тоа време бил Джордж Буш. Сите државници во светот се повикани на тој молитвен поедок. И тогаш тие бираат кој ќе одржи проповед. И тогаш го повикале никој друг, туку Бен Карсон. И сега, кога ќе ја земите во предвид цела Америка, сите тие луѓе кои што може да проповедаат, сите тие познати личности, тие го повикуваат Бен Карсон да одржи проповед пред појадок. Го имате тоа на интернет, јас не разбирам многу на англиски, вака да го разберам во целост, но го имате тоа на интернет. Сигурно, може би сте слушале како Бен Карсон проповеда од Библијата. Тоа е Бен Карсон денес. Значи, многу позната личност, многу почитувана личност. Но ако ја земете неговата биографија, не било од почетокот се така сјајно кај него. Има и филм направено за него, имате и книги за неговата биографија, за неговиот живот. Ајде малку да го запознаеме неговото искуство. Кога бил уште во школските денови, се кажува дека бил најлош ученик во школото. Се кажува дека на тие контролни текстови не можел да реши ниту една задача. И децата му се исмевале и кажувале, еве повторно Бен ќе добие ништо. Не единица, туку ништо. Меѓутоа кажува дека мајка му секогаш му зборувала, Бен, не си роден за да не успееш ти, синко. Ти тоа го можеш. Само напред гледај во животот. И толку мајка му го храбрела со тие зборови, иако имал најлоши резултати. Бен, ти тоа можеш. Кажува малку по малку. Поттикнат и трогнат од верата на неговата мајка, тој почнал да покажува се подобри и подобри резултати и почнал да напредува во школото. И кажува мајка му, кога видела дека напредува, му велела, се гордеам со тебе, сине, ти си бистро момче. Меѓутоа Бен Карсон, кога дошол во тинеџерските години, тогаш почнал да покажува поприлично добри резултати во школото, но имал едно лошо влијание. Лошо влијание. Тие биле сиромашни. Нивниот татко, неговиот татко ги оставил, односно две деца биле, ги оставил нивниот татко и не им плаќал алиментација. И тој се облекувал доста скромно. И кажува дека децата во школото го исмевале и кажувале, еве го Бен носи некој кошули уште пред ратот. И тој понекогаш бил толку изреволтиран, што тогаш покажувал многу жесток карактер и кажува дека во тој момент земал цигла, камен или тврд предмет со што имал покрај себе и фрлал према лицето кое што го исмевал. Кажува дека еднаш и на својата мајка сакал да ја удри, затоа што немала да му даде да си купи панталони. Тоа бил Бен Карсон. Го имате неговото детство, тоа е Бен Карсон кој што зборувал на молитвениот поедок и познат неурохирург. Се кажува дека врв на сето тоа било дека во еден момент сакал со нож да го убие својот другар. Само она железното го спасило неговиот другар од убиство. И веќе не знаел што понатаму со својот карактер. И одеднаш, што? Се сетил на зборовите на својата мајка. Моли се на Бога. И кажува, почнал да се моли и малку по малку неговиот карактер се менува. Потоа отишол на колеџ и сватил дека тоа е за него претешко. Тие некои формули, дека тоа не е место за него и дека треба да го напушти школувањето. И тогаш повторно се сетил на зборовите на својата мајка. Бен, ти можеш да успееш. Можеш да постигнеш се што ќе посакаш и тоа многу подобро од било кој друг. Јас верувам во тебе. И кажува, тој едноставно поради зборовите на својата мајка, тој останал во тој колеџ и постанал врвен неурохирург. И тој кажува,
толку веруваше во братот и во мене, така што не се осудувавме да ја разочараме. Толку веруваше мајка ми во мене и во братот. Не се осудивме да ја разочараме. Нејзиното неограничено поверение во мене предизвикуваше самодоверба и поттик да одам само напред и да го постигнам за тоа кое што ме поучуваше мојата мајка. И затоа читателите на оваа книга ќе кажа дека оваа книга уствари не зборува за Бен Карсон, туку зборува за позитивното влијание на една позитивна личност, на една жена, а тоа е неговата мајка. Што се постигнала една жена само затоа што верувала во својот син? Колку ние денес можеме да имаме успех во црквата, драги браќа и сестри, ќе биде како резултат на нашата вера во кого? Во луѓето, во самите помеѓу себе. Нашето поверение спрема луѓето. Иеко тие се слаби, иеко грешни луѓе, тоа ќе го видиме многу набргу доколку дојдеме во контакт со луѓето. Ќе видиме колку сме грешни и колку е расипан нашиот карактер. Тоа се луѓето на кои треба да ги обликуваме во луѓе кои имаат 1000 своји мани. Но луѓе на кои им треба да им се верува. Луѓе кои треба да ги храбриме. Луѓе кои треба да ги учиме и да им влеваме самодоверба. Фала на Бога, што ни овозможи денес една ваква прекрасна гледка, а тоа е ова наша насмевка, која што ја гледам ној и со доза на загриженост, поттикнати од нашето искуство да одиме напред и да го слушнеме ова порака која што Бог ја изнеси денеска преку мене за сите нас. Амин.